Моменти кои што подсетуваат на зима единствено се вкусни само во овој период и сега затоа уживајте во пифтиите, во се она што зимата го нуди во кујната, а ние да видиме што во двете кујни денес ќе се подготви кај пиперките и кај доматите. Ајде. Може, ајде. Во нашите две кујни денес сум сигурна дека ќе се подготват многу вкусни јања во кои што ќе уживаат асистентите кои што денес ни пристигнуваат од Кочанско, па верувам и вие сте нетрпеливи да ги запознаете, да ја слушате накратко нивната приказна и да видите што тие заедно со шефовите ќе подготват. Тука е манастирски локум, што значи спремна сум да ги поканам најпрво во тимот на пиперките. Покрај шеф Буван го поканувам господинот Венцо. Венцо, добар ли си? Супер. Одлично, добро расположен. Повели? Добро ни дојдовте. Добро Благодарам што сте наш асистент денес. Со кеф, со мерак. Со мерак. Ајде со мерак, повелете и кај Господине, добре дојдовте во Брза Кујна, драго ми е што сте со нас. Добро ве најдовме. Повелете, оставите си овде турбичката. Не една турбичка, Венцо има полни раце турби. Што е колку турбички ни носиш ти да видиме? Ова е нашата фарма, козарска фарма Хајди село Видовиште. Браво, Од млечни производи. браво, По едно одлично. поклонче. Повелете. Благодариме многу, Венци. Да. И за Никола повелете. Директор од фармата на Венци. Да. Ви благодариме Господине, многу ви за благодарим вниманието, многу ќе за го пробаме. вниманието. Да, А и ние фантастично. ќе почастиме со манастирски локум. Секако манастирски локум од почетокот е за одлична енергија, повелете Венци. Благодарам. Видовиште. Село Видовиште, општина Општина Зрновци. Зрновци. Браво. Да, ќе зборуваме за тоа потоа, сега да се заслади со локумчето Венцо и да видиме какви намирници испазарил за готвење. Дајте го тоа кај мене и започнуваме. Ајде да видиме што вкусно ние денес ќе подготвиме. Лосос зачинет вичи, тестенини, макарони од перфето, бисквит, што е од дропче, Да. јунешко дропче и две банани. И уште модер патличок, Браво. одлично, супер. Е сега вака. Модер патличок, како што кажавме Сања пред некоја емисија, дека убаво е да даваме идеи и предлози за вкусни јадења, поради тоа што има луѓе кои што постат во среда и во петок, така да ние ќе практикуваме со шеф Никола кога имаме можности и намирници за да подготвуваме постни производи. Денес ќе направиме ново постно јадење, со овие тестенини на перфето ќе ги свариме, ќе пропржиме во една тава малку кромиче со ситно сецкан модар патлиџан, убаво ќе го пропржиме модриот патлиџан, нема да даваме голема количина на маснотија, потоа ќе додадеме томатен сос натре и на крај ќе го додадеме ова прво парче лосос од вичи. Лососот е веќе зачинет во кесички, ќе оставиме само кратко време во ерфраер да ни се испече и потоа убаво ќе го додадеме внатре во самата таа смеса која што ќе направиме и доматен сос. За главно јадење имаме дропче, јунешко дропче. Јас предлагам јунешко дропче убаво да го изнистаме, да излупиме крони, црвен крони ќе ставиме овој пат, така една главица поголема или две помали, сецкани на месечинки, ќе ги ставиме во една тава да ни се пропржува, се извинувам, заедно со дропчето кое што го имаме јунешко на коцкички, ќе додадеме дел од мудриот патлиџан кој што ќе ни остане исто така на коцки, ќе го пропржиме убаво, ќе додадеме малку црвено винце внатре, една лажица сенф кон крајот, ќе додадеме малку шарена сол од сика, ќе додадеме малку црвен пипер, ќе направиме едно многу вкусно зачинето единствено јунешко дропче за главно јадење. Десерт, банани и бисквити. Да. Банани и бисквити. Палачинки. Палачинки ќе направиме, бисквитот ќе го somелеме, ќе додадеме во еден длабок сат јајца, брашно, бисквит мелен, малку ќе додадеме пecivo, малку масло за јадење кристал, млеко, една убава густа смеса каде што ќе направиме палачинки, бананат ќе додадеме внатре во внатрешноста, ќе додадеме топена чоколада, малку ќе ги сроламе и ќе ги сечеме на парченца. И сето тоа ќе биде готово за 20 минути. Барем така се надеваме. Затоа ќе ги следиме до самиот крај тимот на пиперките, каде што денес шеф Бобан за негов асистент го има Венцо. 20 минути
минути време за подготовка на неколку јадења ќе имаат и тимот на доматите. Време е да запознаеме асистентката на шеф Никола. Ја поканувам сите заедно да ја представиме госпоѓа Маја. Маја, добро ни дојде. Добре најдов. Благодариме што сте со нас денес. Добре, дојде, дайте ми турбичката да не ви тежи. Поздравете се, да ви тешко. Убаво. Здраво се среќа. Ајде со среќа, ете така, браво Поздравете се Маја. овдека до мене. Ајде така. Локумче прво. Обавезно. Одличен е за старт. Убава енергија ќе ви даде. Едно парче сосема доволно, ако сакате, уште имаме. Има. Може сега да водите, не знам тежеше баги, торбата, не знам што е работа. Сега ќе видиме. Имаме тука шампиньони, потоа имаме некои чокоролери, имаме едно одлично ајварче од гурмано, потоа имаме шпагети од перфето, па имаме јаболка од пазар, и месо од месара, добра, убаво, јунешка, премен одличен. Направо. Да. Ау. Многу ми се допаѓаат намерниците. Да. Ќе има ли вкусни јадења за Маја? Сумневате дека нема да има? Кима. Ќе има, мора да има, ќе има. Пробаме. Маја, се одлична домакинка, тоа сум сигурен. Ќе направиме многу интересна комбинација на тестенини, поточно шпагети од перфето, со еден убав сос од шампиньони и ајварче. Но ќе додадам натре и малце од месецето, ќе го пропрашиме кратко. Тоест, ситни парченца, малку месо ќе измешаме се заедно, ќе направиме еден многу убав сос. Ова парче месо ќе го исчам на коцки, ќе го пропржам во тава со малку прас, ќе додадеме шампиньони, ќе додадеме и кромит плюс натре и ќе го издистаме се тоа во црвено вино. Направиме многу интересна комбинација на јунешко месо во црвено вино збогатено со шампиньони натре така. И ќе додадеме малку ајварче така да го згусне целиот тој сос, да му даде една убава арома. Десерт ќе направиме два десерта. Еден десерт ќе направиме еден печен колач, мала количина, мала смеса со чокоролерите, парчиње јаболко, малку брашно јајца, млеко внатре, пециво ако имаме или сода, ќе оставиме да се пече, а другиот ќе биде ладен, тоест ќе направиме еден убав мус од чокоролерите заедно со јаболка. Истата комбинација ќе имаме во печен и во ладна варијанта. Може? Може. Тоа е тоа. Може, а зошто да не? Се звучи многу вкусно. Само 20 минути е предизвикот кој што треба да го постигнете денес во тимот на доматите, шеф Никола и неговата асистентка Маја. Минути ќе поминат за час кај нас овде, а верувам дека брзо поминуваат и вие додека гледате и останувате вчудоневидени како тоа успеваат се да реализираат. Ајде да видиме како ќе го направат тоа. 3, 2, 1, почнуваме! Ајде, Венцо! Ти благодарам што си денес во брза кујаренца. Ви благодарам и на вас за поканата. Вие си се пријавивте, наше е да ви остапиме простор, да ве запознаеме и да ви покажеме како тука се готви. Да. Чија беше сега, кажи ми, Венцо, желбата да ми дојдеш во брза кујна? На поголемата керка, ние имаме 4 дечиња да ги поздравам. Ма машала, нека се сите живи и здрави. Поздрав до мајка ми, поздрав до дечињата, поздрав до моите две сестри, Драгица и Данка. Данка е у Швајцарија. Многу ве поздрави. Ви благодариме многу. Поздрав на сите. 100% ја гледам и кај емисијата у Швајцарија. Ей, Данка. Мојата омилена песна. О, Марија. Браво. Значи 4 дечињата Тамара, Четири. Мила. Бојан, Стивен, Тамара и Мила. Значи прво две момчиња довевте, па Да, две девојчиња. да. Нека ви се живи и здрави. Имате убава работа, како што ни се представите, ни донесовте и козјо сирење. Да, Козарска фарма, Хајди село Видовиште. Видовиште. По тоа е познато Видовиште, веројатно. Вашата козарска фарма? Па Видовиште, не по Козарската фарма. Или другата. Па има тамо некои поради името зашо се Видовиште ги као. А зашто е општина. Видовиште? Па некои тамо сестри вида и Видовите и некои сигурно. да, не ми е нешто многу Не ви е познато. заверување? Да. Како и да е, вие се имате вашата фарма таму, која што е вашиот семеен бизнис, каде што сите Да, работите. семеен бизнес. И постои 17 години. 17 години. Од лани почнаме и крави сакаме да чуваме. Колку кози имате сега? Околу 200. 200 кози. Да. Возме луда глава.
За Крчево село и срце и душа дава. Беше оменен цртан. Да. Така ме викаа како дете. Козле, бодле, луда глава. Леле. Сега тој цртан го нема. Нема. А од колку кози почнавте прва? Од една. Од една козичка. Да. Само за потребите ваши. Па кога се ожениве со моја, кога се земаме, ајде дете ќе се роди едно млеко да има. Убаво е Божјо млеко. Да, најздраво, најквалитетно нешто. И после тоа ми е била желба од тот дете кози да чувам да одгледувам. Браво. Да, и полека, 5-6 десетина, 2-30, 100-тина, 5-6. и сега Браво. негде околу 200 ги имаме. Дај Боже и до 1000 да стигне. Ами, Дај Боже. Ние навиваме за вас и се надевам дека ќе ви се оствари само затоа што имате и кој да ви помага, тука се децата. тука работиме, тука веќе ние помагаме на децата. Сега веќе вие сте Да, повеќе. Браво. да. Сега ќе се Бојан и Стиван, значи Бојан и Стивен и Тамара и Мила, сите работиме заедно. Колку години е Мила? Нема двојање. Мила е 13 години. и работи со козите. Од мали деца. Сега нека слушаат децата што целден на телефон. Првото дете, Бојан, појде од 6 години, Стивен по-малиот син, појде од 4 години со кои сте? Ну, браво. Да, Браво. се сме си заедно, нема тука, ние не се срамуваме од работа што работиме. Да, ќе продолжиме со разговорот, интересен е, но јас морам да отидам и до кај шеф Никола, затоа што веќе чврчер и убаво месото, воодушевена сум од муабетот на Венци. Прави домаќин, па да видиш како убави кози има. Ти Како го Калина, не на слики ги видов, ама че Што збориш? се договоривме ние со Ама Веца слушај и ти. со Боби дека со мотори ќе идеме и тебе ќе те земе, што? И Ќе идеме не, на гости на пролет. може, готово. Вашите деца од мали или ги учите на работа? Да. И сега ти ви помагаат. Мислиш што вели Венцо, веќе ние не ги помагаме. Да. Преми се сами се. Да. Колку рано се станува веројатно за козите? Да се нахранат, да се следи, да се очисти. Кога не са на школа, они помагат. Кога са на школа, ја идем. Браво. За малите, за керките, да. Секоја чест. Значи, јас сум воодушевена. Многу ми е мило што ме запознавте на маја. И мене ми е. Ја однова ќе Ваша желба е една коза да се земете за да се млеко за Бојан. Да, да. Од една две, од две, Една три. коза, леле, Се намножија. Соответно на годините, на време. Браво. Намножија се. Браво. Одлично. Секоја чест. Се живее ли од тоа некаде? Да, да. Кој сака да работи, кој има желба, ќе живее. Тоа е правото. Кој сака да работи? Кој Ето, сака тоа да е тоа. работи, кој има желба. Не го премачкуваш прашчето? Имам стај путрче. Добро. Одлично, супер. Време за макуњата мора да има, да се готви домашно. Да. Тоа е твоја задача, генерално или помагаат Тамара и Мила? Да, моја задача и покрај мене они се учат, помагат колку може. Да. Колку ќе поздравиш сега, Маја? Керките, двете керки, синовите, роднините, пријателите, моите родители, на моја татко му го честитам именденот, утре е именден. Нека се живи и здрави. Ти се од последното село, девојче, како се вика твоето село? Морозби. Родница. Таму се твоите? Да. Да, близко е многу. Многу близко. Одлично. Шеф Никола, промичи ми е тоа за? Промит за месото, веќе ми е тоа убаво пропржено, промит прас и шампиньони. Супер, Е, одлично. само водата добро е убаво испали, а нешто тоа уште тестенини. Ајде, имаме 14 минути, ќе се стават тестенините, има го дропчето кај шеф Буби, со пропржен кромит, побајаги, црвен кромит, само или имаш и бел. Црвен. Црвен и мудар патлижен и овац. Патлижен додадовме внатре паче. Браво. Сега да не даме на тава лавока. Еве. Ајде. Ти велиш Венца, работата тргна, сега ве знаат и препознатливи ви сте. Да, А да. зашто Хајди ја крстите Па фараона? тоа не се случајно, беше ја кога бе Тоа била цело Хајди. бе пријавен у Заводот за повратен кредит Аха. и да ми даде државата. И таму ме прашаше тај фирмата, името како се вика, и јас случајно Во моментот. Петре и Хајди Козарчињата. И викам Хајди ќе се вика, и викам прав бенд. Браво, одлично. Прав И бенд. наистина, некогаш И името да. многу значи. Да. Да. Тешко ли беше да се, ете, враќа кредитот, да се работи? Не, јас сум го земал. Не? Иде таму поднесе, одобрија, би се ме одобрија, ама некако. Колку да со своји средства се направи? Се со свој средства, да. Браво. Кредитот не сум го земал. Браво, браво. Јас само тоа ќе го кажам, сега чест за вас. Со парите од млекото, од јарење, од сирење што зиваме, правиме.
не треба. Механизација, трактори, се што ви треба се Што повеќе кози, тоа повеќе механизација, треба повеќе инвестиции во тоа. Ево, имаме веќе, може на тамо некој пат државата ќе ни додели државно земјиште. 20 хектара ми треба. Која е вашата цел? Колку кози? Па да може до 500 кози да ги направим и за почеток 100 крави. Може до 500 кози да ги направим и за почеток 100 крави. Два пати? Да, са пале рано и вечер А касно. кравите? Кравите не знам, уште немаме не крави. знаете ли на се? Не се уште крави. Тек се учи, доктор. Да, за Но кравите кравите е рачно. Да. Напорно ли е? То беше на почеток, а сега веќе не. А ви се истренирани? Сега искуство. Дали тоа го прави и Мила, која што е најмало? Да. Браво бе, Мила бе, вие сте златни вес. И Мила, и Тамара, и Стивен, и Боjan. Браво. Ти никога си возил или Возат кози, не овци. Ја израснав во такво поднебе во Свети, тоест во Овчеполието, во село Ерџелија, кај што војко ми до ден денес има, сега има 1500-2000 кози, овци сега тогаш кога бев како дете имаше 3-400. Се мозеа исто така два пати, са бајле која стигнува и навече пред да идат. Као дете доживлен ми било тоа, ама сега кога ќе ми текне леде, стварно мајко ми. И сум терал, и сум мозел, се. А знаеш ли колку ќе повеќе луѓе викаат ми да си купам 100 овци да се отидам во планина? Еј, нема хубаво. Јас сум слушала многу такви во последно време, кои што сакаат да избегаат од хаосот во градот и од овој напорен живот, Боби не би можел тоа да го издржи. Зошто? Не знам, би можел? Зашто да не? Јас во Вујковци на времето дедо ми чувал овци, татко ми продолжал да ги Ама чува. дали ти би можел, например, да живееш баш така, да стануваш Па сама сега не, рано? може би Тоа ми е муабет. малку понатака, да, сега. Погледи го тоа мрдоволцето, кај Санјан Ефесто Мишка. Сакаш дропче? Не знам? Да, да. Да? Дропче, секако место манџија на јадење. Не. Маја подготвува вкусни јадења? Да. Да, Тамара и Мила? И Тамара Помагаат ли? и Тамара и Мила исто прават јадење. Браво. Јас сум замио за сирењето, за урдата, за тие работи. Вие го правите Ја се го тоа. правам, да. Си имали редовни купувачи на вашето млеко? Скасувате ли да ги служите сика? Со млеко да, со сирење не можеме сите да ги наваксаме, да. Дали доаѓаат од цела Македонија кај вас, да знаат или? Од цела Македонија и изнацот од Македонија. Имаме многу постранство луѓе. Колку доаѓаат од дека наши? Наши, да. Браво, Вес. Зимат и Одлично. испраќаме. Супер, секоја чест за вас. Лети ли сте за да ве најде човек? Каде се наоѓа точно селото, може ли да ми каже? Не добиш. Автопато, Кочани, после од Кочани се оди Грдовци, Зрновци, нашата општина Зрновци, Мородвис, Видовиште. Многу убаво село, на многу убаво место. Да. А од селото до вас, како го рековме, си ја најдете сопругата пред Маја од Мородвис, да. Да. Од деца сте знаете. 26 години. Пред 26 рековте, моја ќе биде Да. и ќе ви донесе среќа и ви донесе среќа. Да. Да. Одлично. Кога Супер. сме веќе кај козите, ја да го поздравам и Роби од Кочани, Роберт, кој што од Серанци, тоест, он е од Серанци, Роберт чувал исто така овци, сега бројка колку има, не знам. Ама овци. Ама овци чува и сакам да го поздравам, кој што ми е многу близок пријател, Од Теранци. од Серанци, да. Вашето село големо ли е? Па има 150-70 куќи. Да, дали се сите населени? Ба има некоја куќа што нема они постранство са. Пространство Да. се плени, но веројатно за летно време, за празници е повесело. Да, да, доаѓа Тоа ми тоа. треба брашно. Да. Правиме сега палачинки. Правите ли Беше едно да тука палачинки? господине? Правиме, правиме. Господине, Ајде. нека мешка. Правиме Се палачинки. снаоѓаш ли ти во кујната, кажи ми вака? А за готвење сум многу мераклија. Браво. Готвам. Правам печење многу, јадињата многу ми идат. Ја леко пече. Имате нека посебна вештина во печење на јарешко? Па има тамо со мелодиите додека да се онади да се дотерат, а после печењето прво го вариме па го печеме. Прво се вари, па Прво го вариме па го печеме. Значи долг е процесот. Да. Печеме исто на ватење цели кози или цело прасе, јадиња, се печеме. Браво. Да.
Само сега ќе измешам. Ќе додадам Ајде, малку сега и од ова. кексите. Супер. Значи, Маја и во кујна готвел Венцо, не е само по глукозите. Да, треба, помага. Знае да помогне. Да. Супер, супер. Вели прави убаво месо кое што претходно го вари, Да, па го печи. да. Види се. Дали кога гледа брзо кујната ми се верува дека за 20 минути е готово? Па, Мислам дека не. мислам, не знам. Додека гледате, не ви се верува? Па, Каде бе? ту ми се верува, ама сега ќе се уверам. Сега ќе се следали се зависи од тоа што се подготвува. Да. Околу подготовката на сирењето на урдата се заангажират само Венцо? Да, да. Најчесто ја покрај него помагам. Он си го знае рецептот, Рецептот, како и да, рецептот, да. да. Беше ли тешко да се научи сето тоа? Да го правите? То беше. Пред 17 години видите го започнахте сето тоа. Беше тешко. Од кого барате совет? Од кого учете или сами никако тоа го правите? Еден пријател од Скопје нешто беше малку подкажал. И после што текна време, што како и ние самите увидовме. Ќе се увидите грешки, веќе си ги Нормално, поправите. грешките си ги поправиме И и се имат идеални производи. Точно. Кои што се бараат од сите кои што доаѓаат и од странство во Македонија и не постигнувате сите да ги услужите. Браво, има секоја чест. тоа е квалитет кој е пробал за... Квалитет, не квантитет. И тоа е многу Квалитет, значено. квалитет. Значи, одивата мала количина, мало производство, но тоа производство квалитетно домакински направено. Секоја чест. Браво. Многу убаво мирисе гладното јадење, шеф Никола. Маја? Тој. Колку е вкусно тоа? А што вака се згусна, што направи Кажам суши? дека има многу кромица, има и врчено 2 лажици внатре. Има многу прас, мешате го господјата ослободно. Тоа го исклучаме, тоа е за Лукче има ли? Лумче има обавенство. А нешто од цика стави, Црвено значи винце, ли? црвен пипер има пропржен од сика, па како? Не види како бабо е. Многу убаво, браво. Се крчка таму месото, се крчка и дропчета. Готово ли е, Боби? Готово е тропче. Ма, браво. Убаво изгледат и тестенините. Многу сме брзи, не? Брзи сте. Да, вака кога гледате дома ви се верува дека е... Па, у почеток, кога почна брзо, кој не ми се веруваше, а сега секоја емисија треба да се века некој пати пред 20 минути ста. Некој пати пред 20, Да. ретко кога се случува, може би секунда да се задате, но тоа е прифатливо. Да. Да. И палачинките ќе се прават на 3,5 минути до крајот. Боби. А чекај, и со што ќе ги полниш? Само со банани така? Само со банана, са не топено чоколадо, тоа е од наmirниците. Ама добре. ќе додадеме малку умелени бисквити, ќе биде вкусно. Ќе биде А окей. лососот ќе оди врз тестенини? Лососот кој ќе го сервирам, ќе го додадам само врз тестенините. Одлично, супер. Сакам да направам прво 2 палачинки за да имам време. Сестрите рековте, имате сестри? Првата ми е 69-та година, јас сум 72-та, а таа малата у Швейцарија е 74-та. Едната ми е у Теренци, она е у Швейцарија. Да, таа доаѓа и тука со сирење со млеко, со се си заминува. Доваѓа и многу сака од тие производи. Повеќе го сака, Евар многу носи за Швейцарија. Да, а варчета вие го правите? Ние го Со правиме. вас посебен рецепт Да. исто? И добро ли со сиренцето? Сирење, ајвар, А лепче кој меси долу? Маја. Маја? Да, и тоа домашно у фурна. И мерак, нели? Да. Ма не може Швейцарија да се мери со Македонија. Нема, Каква каква Швейцарија? Швейцарија, Па беше бе? така хубаво летно време наше доаѓаат на распуску. Нели? Така си е. Да. Да. А ние не одиме затоа што тука не е убаво. Ма не, ја одам на гости таму од едно 5-6 дена, 10 и повеќе не Ама може. кравите многу хубави. Повеќе не Бели, може. чисти, сите испрани. Вие зборете си, вака ќе ве заокружувам сања Се е околу. чисто кај нас. Да, во Швейцарија зборувам за нивните крави, нашите нежно И нашите се чисти. И така треба да биде. Гледаме се да е чисто очистено поставено. Браво, верувам дека е така, ќе дојдеме, ќе видиме, а до крајот има само уште 2 минути нашата трпеза и во пиперките и во доматите да се постави. Ајде, Маја, Венцо, виното, приборот, салфетките и поставуваме трпеза. Едва чекам да го запознаеме. Да ја запознаеме козарската фарма. Хајде, Што сега да носам? виното. Виното, приборот и салфетките. Еве, Маја веќе поставува, можеш да го следиш нејзиниот пример, Венцо, и се што е подготвено. А шеф Боби
привршува со палачинките кои што очекуваме да ги имаме на трпезата. Ако ги имаме. Ако ги имаме вели. Топна чоколада, ако имаме. Топена чоколада. Чуваме како вчера. Имаме, Боби, ти подготви си се со време, што чекаш? Сецкај ги бананите, ајде! Еве го шеф Никола има еден убав десерт, рече подмачка од тавата и ќе искочи. Јас го прашав, тој рече подмачка, Сања, не се секирай. Сега некако ми се врати мојаведот, си верам, равно вече Сања, тавата треба да се подмачка, ја викам подмачкаме. После Сања гледала, урочувала, вака била, така била. Леке, искочи. Не треба да го однесе. Ето, колачите. Одлично. Ако ти треба топена чоколада, кај Боби не ти го дава. Джема да ми мушмуни. Еве ти джема мушма. Ајде, домашен. Од малини. Шеф Боби, Венцо, очекуваме да завршите се, затоа што нема уште многу време. Ојде, мадам. Ќе успеам ли јас оваа палачинка да ја превртам? Опа! Успеам! Браво! Опа! Ќе ми треба само право. Нормално дека ќе ти треба, не избега, јас знам палачинки да вртам, знам и да бројам од 10 до 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ето така. И палачинки свртевме и одбројавме и завршивме и направивме се точно за 20 минути. Сега ќе се одмориме со една мала кратка пауза, потоа ве чекаме покрај трпезата. Двата тима завршија фантастична работа за 20 минути. Воодушевени од она што се подготвим, но и од она што го слушнавме од нашите денешни асистенти и нивната работа. И тоа како нивните деца растат и помагаат во домашните обврски и во сето она што го работат. Ви благодарам, Венцо, Маја, што денес бевте дел од Брза кујна. Уживаше ли, Маја? Да, многу брзо, многу убаво. фантастична Мислам дека е домаќинка, вкусно. дефинитивно. Ето, се надеваме, да. Венцо, дали ти беше забавно денес тука кај нас? Забавно, пријатно, со добри кувари, шефови, Да. со вас водителката. А и вие сте одлични за пред камера, знаете убаво и да објасните и имате убава енергија. Па имам 2-3 пати излавано пред камера. Не, кога сте дојдат- денес. Кога дојдат да снимат фармата. Да. видат што Да. Одлично. За многу кратко да знаеме дали се е вкусно што е подготвено, најпрвен тоа ќе ни го споделат во тимот на доматите, шеф Никола и Маја и нивното предјадење за денес. Ова предадење кој што многу го мирисаше, супер идеја да им дадам да си направат и дома, заради тоа што ги имаат сите намирници. Едни убави шпагети кои што ги ставивме да се варат. На страна во тава пропрживме ситно сецкано јунешко месо, ставив половина главица кромит, потоа шампиньони на парченца, се тоа убаво се пропржи, ставив 3 лажици ајвар внатре, се поврза цела таа смеса и една лажица кисела павлака. Направив еден превор сос, каде што го измешавме со тестенините и дозгора ставивме коцки сиренца. Некако сите комбинации внатре една со друга се вклопуваат и добиваме еден фантастичен вкус, кој што јас сум сигурен дека на дамата ќе се допадне. Еве можеме вака да мешаме, се види како се кремасти од оздола, од самото ајварче, од самата павлака, шампиньоните кои што ги дававме и јунешкото месо. Господја Маја, дали сте спремни да дегустирате? Дали верувате во тоа што го направиме ние или не верувате? Сега ќе ви Сега кажа. ќе пробате и ќе се уверите. Да, Маја изгледаше вкусно, сега само чекаме да видиме што ќе каже. Не сакаш место ли ти да пробаш? Не сум по шпагети. Не, ама ти си Не, јас сум по место повеќе. Многу е вкусно, сочно. Многу. Ајварче имате? Да. Сиренце имате? Вкусно на ајваро. Ке си направите љубовите стреми, топ си Не, стеки да, за дома. многу, да. Тоа е тоа сам. Благодарам. Сега не е многу по тестенините, но мислам дека откако ќе ги пробува вие на шеф Боби, ќе побара дома Маја да подготви вакви. Ајде шеф Боби. Да, ќе мораш да пробаш денеските стени. Не само Да. мис. Ајде сега вака. Најпрво пропрживме лупче со малку масло за јадење кристал. Не додадовме путер, поради тоа што рековме дека ќе ги направиме вкусни да бидат. Додадовме внатре модар патлиџан излупен и сецкан на коцкички. Да. Убаво се пропржи модриот патлиџан, додадовме доматен сос,
Додадовме исто така ситно сецкан макдонос и ги оставивме да ни крчкаат до крајот на емисијата. На крајот само ги зачинивме со мешавина од зачини. Помеѓу време зачинетиот лосос кој што го имавме на вичи го оставивме на 200 степени Целзиусови некаде околу 3 минути 4 максимум во ерфраер. Ни се испече, го оставивме да ни се излади на страна, откако се излади ги сековме на коцкички, кожата од доздола извадивме, ја фрливме и сервиравме тестенините во една длабока чинија, додававме од озгоре коцките од лосос, малку розмарин и имаме одлично предјадење за денеска. Јас сам да ќе промешам само да видат гледачите колку ми се сочни тестенините. Ќе земам малку од повелете господине, од лососот, Благодарам. тестенините, дегустирате и уживете. Со рибата ќе го виде тоа. Да. На здравје некаде. И би било така лошо. Ќе се прави дома тако. Да? Квалитетно, убаво. Мислам, Укусно многу, да. Да, вкусно е господине, поради тоа што имаме одличен лосос, имаме одлични тестенини, имаме превод, единствено доматен сос. Мислам Значи, дека феноменално. на здравје нека ви. Тоа беше нашето предјавење за денес. Благодарам, Пиперки. Главното јадење сега не чека во тимот на доматите. Шеф Никола имаше ново јунешко парче месо. Така е, поточно јунешка кременада, која што исеков на коцки, не многу ситни, па не многу и крупни. Убаво ги пропрживме во тава, откако убаво реш се пропржа, додававме една главица ситно сецкан кромин, додававме 2 струпчиња прас, ставивме шампињони пресечени на половина, и се до тоа убаво го пржавме, додека не умекне целиот зеленчук, потоа додав 2 лажици ајвар, една лажица црвен пипер од сика, се направи една убава запршка, каде што долеавме црвено вино, вода внатре и мешавина од зачини и го ставивме се до крајот на емисијата си кршка. Добивме една феноменална густина од самите зеленчуци кои што ги додававме, еден одличен вкус кој што сум сигурен дека на дамата ќе се допадне. Сега сакам да го промешам да се види, на крај само додававме, види како едно брзо гулаш е така. Значи феноменална густина имаме од самиот зеленчук кој што го додавам. Сега Венце ова ќе го пробаш. Може да пробам. Може, ма не, јас со шпагети го слушам. Нема спагети. Ама ова идеи со шпагети, внимајте господја само да не. Тоа иде, но на Венце му даваме чисто да го проба. А Маја да ни каже дали е задоволна од вкусот? Со Венцо, поради. Зиме за лошешко е. Имаме Да, има чрчи многу. Вкусно, сочно. Со зачини погодено? Да, за солета мон. Кремасто, убаво. Да. И ова и сега само од страна, едно домашно лепче, топло Окурна, тако. Зашто не, требаше да си нарачаме не по едно лепче да ај ветер Ќе да се не оладеше. заборе. Следен пат. Ако тоа која мајата уште повкусно. Следен пат. Баба ми кога правеше го правеше од денеска за 3 дена наредни да после третиот ден да се јаде. Пошто многу е хубаво кога Гладна сум, Никола. ја. Така може да излезеш само една кришка, иначе дека е топло. Отиде цел лет. Да, ви благодарам за оваа супер идеја. Маја, задоволство нешто ти се допаѓа, верувам дека нешто слично вака и подготвуваш, ако не ќе го подготвиш затоа што на Венце ми се допаѓа. Многу добро. Браво. Сега дропчето дали ќе ти се допадне на начинот на шеф Боби, што мислиш? Да, Ќе го денес видели? имаме едно Ептен, ептен, добро се гледа тоа. Да, имаме едно единствено дропче денеска јунешко, најпрвен кромити сековме на месечинки, го ставивме веднаш во тава да ни се пропржува, потоа го додадовме и дропчето ситно сецкано на коцкички, додадовме исто така и модар патлиџан кој што го имавме на коцкички, додадовме малку црвено винце, вода, макдонос ситно сецкан, 2 чешни јалупче ситно сецкани, мешавено од зачини сол, бибер, малку додававме од шарената сол на сика, додававме малку исто така и вода, кажем, оставивме да крчка до крајот на емисијата, на крајот го сервиравме со малку прас, многу сочно. Него многу. Не е многу. Повелете, дегустирате и уште. Благодарам. Сигурно не е жешково. Не, не би требало да ќе решиш кој пат извадеме.
се добро направено, укусно, мирис, феноменално. Мисля, допаѓа вкус? Многу добар. И ние правиме кај нас, ама не на ваков начин, сега на таков начин ќе правиме. Може, господин, се сложно ви благодарам многу, драго ми е кога ви се допаѓа нашиот начин на подготовка. Ќе си имате уште една рецепта во вашата тетрадка, така да тоа беше нашето главно. Добивте одлична идеја, не само нашите асистенти, туку и гледачите кои што не следат и веруваат во она што го споделуваат нашите денешни асистенти Венцо и Маја. На крај во тимот на доматите имаме 2 десерти. Да, 2 брзи десерти, едноставни од 2 намирници јаболка и чокоролери. Направивме најпрво мус во чаша, блендирана јаболка со чокоролери, малку мента внатре, малку ванили шекер и малку сладка палдага. Се до тоа убаво згуснато, сервирано во чаша со парчиња јаболка и малку течна чоколада. И една дегустација, прво ова ладното да го пробаме, да име што сме направиле. Убаво се згусна, поведете господин. Вие дома може да направите супер брза кујна. Сите сте вредни во кујната. И Тамара, и Маја нормално, Мила. Машките се и Бојан и Стивен. Како е господин? Се брзо се прави. Браво. Да, лесно? Лесно, брзо. Ово друго што го напропа, печениот колач, кислата таа смеса од јаболка и кекси, ја ставивме во блендер, додававме 2 јајца внутре, малку млеко, малку пецило и брашно и ванили шекер, го изблендиравме во еден калап, не многу високо за да може да не се испече. Го ставивме во ред да се испече и го сервиравме со малку вошно желе. Сега сакам да го пресчитам, да видам што се случува. А ти додека го сечеш, јас сакам да го прашам Венцо дома кој е главен? Зашто? Мора да има главен. Секој споделени со врските. Сега за сега Агата е главен, правио си. Агата. Да, Бојан. И тебе што ќе ти кажа? Така почнаваме да го слушаме. Опа, Бојан Агата. Да. Поздрав за Агата. Ете. Синчето. Ага, добро си ја наредил ти. Да. Вика, слушам. Слушам, поведете. Они го слушаат. Него. Ние сега слушаме. Агата. Како е колач? Убаво изгледа тако мекичко. Вкусно, меко, Да. сочно, многу убаво. Добра. Да. Значи, се е добро подготвено? Да, за 20 минути. Ето. Супер. Благодарам многу домати, одлична реализација. За 20 минути успеа и да направат палачинки. Смесата беше подготвена на 3 минути некаде пред истекот на времето. Шеф Бове се запати со подготовка на палачинките. Денеска Еве ги. така некако се ни беше тука околу шпоретчето, така да мислам дека брзо стигнавме едва и на крајот. Направивме убава смеса за палачинки, јајца измативме, брашно, млеко, малку пецило додадовме, една лажичка шекер, масло за јадење, кристал, мелени бисквити кои што ги имавме. Густата смеса ја ставивме во тава, испековме палачинки кои што ги премачавме со малку топена чоколада, банана додадовме и мелен кекси. Малку топена чоколада од избора и едва стигнавме. Но важно тука се палачинките. Дали се вкусни? Сега ќе ни каже Бенцо. Поверете, едно и на Стивен му дадовме. Да. И Стивен, браво Стивен. Стивен пред сите проба. Како ги оцени Стивен? Каже ми 5, ако вредеше? 6 дури. Еј, а само дали е студентска? Не, dakle, студентска е 20 ја правихме. Како се виме? Ова е тука чисто десетка. Браво. Да. Другар ми е човек. Феноменално. А останатото све е десетка? Се. И тоа кај Никола. Ма комплете се Никола, десетка. се е десетка. Се е без мана подготвено. Дури не ми се е верувало дека толку брзо може да се сготват овакви квалитетни и укусни јадења. Браво, господин. Не ми се е верувало. Сега спокойно заминувате кон вашиот дом, Да. но најпрво само да знаеме кој ќе замине како поуспешен од тука директно во Техномаркет со ваучер од 3000 денари, а кој со 1000 денари. Членовите на комисијата ќе го соопштат резултатот, па прашуваме кој е денес поуспешен. Дали тимот на пиперките, шеф Бован и Венцо? Или поуспешни се тимот на доматите, шеф Никола и Маја? И да, навистина убава енергија ни донесоа
се нашите денешни асистенти, со нетрпение чекаме да ги посетиме и да видиме како таму ќе се снајдеме, затоа што тие на наше место се снајдоа одлично. Па сега ги поделуваме ваучерите, најпрвен 3000 денари одат во рацете кај асистентката од тимот на доматите, Маја, вистинска домакинка. Честитки за тебе. Техномаркет може да се одберете нешто со што секогаш ќе се сеќавате на нас. Купете се нешто од Техномаркет, имате буквално се од техника. Тука се нашите пријатели со подароци за вас. Манастирски локум направен по традиционален рецепт од перо, повелете. Производите на Сика, добро познати, најубавиот црвен пипер, најубавиот буковец се од пиперки, повелете нас. Тука се нашите пријатели гурмано со одличниот тајвар, вкусен исто како и домашниот и многу различни зимници. Кристал, маслото за јадење и уште многу други производи кои што секојдневно ги користиме ние во кујната, повелете. Тука е перфето тестенината, денеска готвевме шпагети, одлични се, ги пробавте како се вкусни, не се разваруваат, не се распаѓаат, 100% дорученица. Млечни производи Георгиеви, одличен квалитет, буквално имаат се од млечни производи, повелете нас. И тука се нашите пријатели Вичи со нивниот лосос, гиоза, морски производи, сурими, значи имаат многу голема палета. Подарок за вас, повелете. Благодарам многу што бевте моја асистент. Благодарам, Маја. Доволен, живи, здрави. Вето, благодарам и на тебе за учеството денес и еве еден ваучер и 1000 денари од Техномаркет, а јас посакувам 1000 кози во вашата фарма. Амин. Благодарам. Ви благодарам многу. И тоа не е се, полни раце подароци од нашите пријатели, манастирски локум направен по традиционален рецепт од перо. Повелете, господине. Благодарам. Тука се со нас и Вичи, имавме денеска прелов лосос кој што беше зачинет. Да. Млечни производи на Георгиеви, буквално производи. Повелете, господине. Благодарам. Перфето, одлични тестенини 100% дорученица. Повелете, господине. Добро познатото масло за јадење Кристал со Кристал, секој има талент за готвење. Повелете, господине. Благодарам. Гурман, одлична зимница, исто како и домашната, ќе пробате ги соберете во нејзиниот квалитет. И Благодарам. накрајот Сика, одлични зачини, буквално има се од црвени пипер. Повелете, господине. Благодарам. Што сте мој асистент денеска? Ви благодарам за поканата. Многу убаво, пријатно. Живи и здрави. Само живи и здрави. Кај нас во селото. Да, се надевам дека ќе имаме можност повторно да се сретнеме, но на нивен терен, а верувам дека и вие сте заинтересирани како сето тоа изгледа, па како и да е. Сите патишта може да ве однесат до нивното село Витоше? Видовиште, се извинувам, а ние, драги мои, остануваме и понатаму да пречекуваме гости од сите страни на нашата прекрасна Македонија, за да ве запознаеме вас, но и нашите неоткриени места. Бидете храбри, пријавете се, нема да зажалите. Довидување. Чао, чао.